Здраво, здраво, другари, еве на повторно. Еве на повторно со најубавиот предмет на планетава, математика. Сега да не ги тргнеме и другите на страна, но сепак малку Така, но математиката често представува, рековме, главоболка на многу ученичиња, од најмали нозе, па до најголеми. Еј, Марија, да се дезинфицираме на брзина. Ајде. Бидејќи јас многу често си ги местам брковите и морам да ми се дезинфицирани рацете. Па убави ти се брковите, Ала, супер ти Таничке. се. Овдека во пето одделение имаме решавање на проблеми. Проблем, што е проблем? Проблемот Па многу работи може да бидат проблем. Можат. Точно така. Многу работи. Така, можат многу ако не знаеме што треба да работиме на часот по математика. Ако не знаеме да собираме од земеме, ако не знаеме да множиме, да делиме, која операција пред која доаѓа? Знаете тоа? Да. Па множење секогаш и делење доаѓаат пред операциите собирање од земање. Ама кога? Кога се сите во ист ред Во ист ред и нема загради. Така, кога нема загради. Сега, прво сакам да овдека учиме денеска редослед на операции. Но каков? Ќе видиме сега. Прво да повториме она што го знаеме. Ако имаме два двоцифрени броја, 87 плюс 56 е 143. Промени. Да се вратиме назад, како можеме? Сега ваха ќе се вратиме. Веројатно. Да, еве. Ама, ако им ги смениме местата, новие два броја во собирањето, ќе остане резултатот ист. Тоа не беше комутативното својство во собирањето. Значи не е комуникативното својство, туку Тука е комутативно. Така, се сгрешава, но добро е. Битно е да се знае дека ако собироците се ги сменат местата, збирот си останува ист. Меѓутоа, ова комутативно својство е исто важи и за множењето. На претходниот час нели видовме дека множењето е скратено собирање на еднакви собироци. Да. Значи, тие постапки се тука блиску и ако 4 по 3 е 12, И 3 Исто по дека 4 биде ќе биде 12 по исто 4. 12. Ова е многу важно кога имаме поголеми бројни изрази, да си знаеме што работиме понатака и не треба да не буни. Ако ги знаеме овие правила во математиката, нема да не биде воопшто тешко. Често пати учениците, кога ќе им дадете пари, да речеме 100 денари, и отидат во продавница, тие точно знаат производ што го купиле и колку пари ќе им останат, а работат со двоцифрени броеви на памет. Ама, ќе дојде задачата на табла и готово. И страшно е. Не е Јас страшно. мислам дека тука стравот од таа задача која ќе се види на лист и таа прави некој дополнителен стрес и ти го блокира умот. Така. Добро и затоа одиме стално пазариме во продавници и така. Значи, ова треба да се знае. Сега она што ни е ново. Да прашам, значи комутативното својство, да си повторам, важи само за собирање и за множење. Да. Така. Значи за делење и за одземање Одземање не не. важи. Добро. Значи, само за собирање и за множење. Значи, карактеристично за тие две операции. Делењето е обратна операција од множењето и таму се е поинаку. Одземање си одземање. Ако нешто си изедено од нештото, колку ќе ни остане. Да. Тоа што е ново. Еве ги сега овие работи. Имаме 2 по 5 во заграда плюс 6, 2 пред заграда, 5 плюс 6. Како би го решиле овој проблем? Овде имаме сега проблем. Како да се реши? Кажа убаво Лука, дека прво множиме и делиме, па потоа собираме и одземеме, Да. ако сите се во ист ред и нема загради.
Овдека овде имаме имаме. проблем Овде, загради. Така. Што пак сега? Што ќе правиме деца сега? Што прво треба да се решава за да се добие точен резултат? Па, јас сметам дека прво треба да се реши ова. 2 по 5, да го пресметаме и да го собереме со бројот 6. Значи тоа што е во заградата е секогаш прво. Прво. Така е точно. А во вториот проблем, Исто, тоа што Исто. си е во заградата. 5 плюс 6. Да се соберат како цифра и ќе си потоа добиеме се ист помножат. резултат. Ќе се добиеме ист резултат без разлика каде е заградата. Па мислам дека не. Не, Така. не. Ајде да видиме што се случува. Бидејќи во заградата е различно, овде се множи, овде се собира. Ајде. Да го погледнеме еве првиот пример. Горе 2 по 5 плюс 6 еднакво на прашал. Јас ќе ги скријам овие за да не се гледаат. Така. Важно. Први, Говорите. 2 по 5 е 10. 10. Ајде ќе го вратим одма, јас сум веќе тука искусен. Ете така. Пушти го сега. Сега ќе го гледам. Да, 10 плюс 6 е 16. Така е. А овдека 2 мораме да го препишеме бидејќи ни се наоѓа пред заградата. заградата. И прво ги собираме тие што се во заградата и кога ќе го умножиме. Погледнете го резултатот. Е различен. Различен. 16, 20, Е различен. Значи, тука веќе има разлика. За да биде резултатот ученици правилно да се добие, мора да ги почитуваме правилата на играта, што би се рекло. Така е. Да. Треба да почитуваме што прво решаваме. Значи, кога во задачата, кога секогаш ни се појавуваат загради, секогаш прво го решаваме тоа што е во заградата, па дури потоа се што е пред и по Во заградата. заградата, така е. Така е. Е така. Ако пред заградата имаме множење, прво ќе помножиме, па добиениот резултат ќе го дособереме со тој што треба па натака. Што си едната. Така Така е. е. Така. Ајде да видиме. Еве имаме овдека нешто друго. Ајде. Овдека имаме сега со собирање или само со одземање? Тоа е со одземање. Така. Еве сега овдека имаме напред прво пред заградата. Во заграда 4 минус 7 Тоа е еднакво три. на Тоа е 3. И Шест одиме по три. тогаш, значи 4 минус 1 еднакво на 3. Три. Ова си го припишуваме и знакот си го припишуваме пред заградата и станува 6 по 3, односно еднакво на 18. 18. Така. Така е. А овдека прво ги множиме 6 по 4 и минус 1. Исто така ја гледаме дека има голема разлика во добиените резултати. Така е. Да. И често пати ова во бројниот израз е појасно кога ги имаме вака добиена само бројки. Меѓутоа, кога треба да имаме текстуална задача, тогаш, а треба да ја поставиме на ваков начин задачата, тогаш се појавуваат веќе потешкотиите кој каде треба да се смести. Кога имаме деца текстуална задача, а треба да ја поставиме на ваков начин, тогаш ја читаме полека неколку пати и во зависност од тоа што ни кажува самата задача, така продолжуваме со неа. Ако да речеме дедо Петре отишол на пазар. Еве дедо мен. Менда нека А, биде. Менде, ете така, така. многу ми е жал што денес не го имаме тука на гости. Да. Ќе ни беше уште повесело и поинтересно. Бил на пазар и сега земал 3 вреќи по 5 килограми јаболка, па земал 2 кеси по 4 килограми банани, па земал Многу тешко вака ми се Има и Едната е количка. 5 кила, другото е има 2 кеси со по 4 кила банани. Е така, па сите тие ги ставил заедно во количката. Колку килограми влечете до менде? Дали може да пробаме да решиме некоја задача? 13 Да пробаме, килограми. повелете. Ајде, може ли јас прв да решам? Може? Кажа Повели. одговорот. Па добро, ама јас сакам да пробам со Ајде. пишување. Значи, едната кеса е 5 килограми. 3 Добро. кеси. Е, Три гледаш? кеси по 3 5 кеси, ама во по едната 5 има килограми. јаболки. Значи имаме 3 Не, па кеси, вие, така? јас вас фатив дека кажавте дека едната кеса има 5 килограми јаболка, во другата има 2 по 4. 3 кеси по 5 килограми јаболка Аха, и 2 кеси добро, по... добро. Значи дедо мен имал По 3 4. кеси Така, по... по 5 килограми
Јаболка, добро. Што ќе им направиш? Ете Затоа така. што Така, во овие се заграда. Јаболка, Така. добро. И сега што треба? Кај ги стави? Ќе ги стави после Дедомендево. Во количката. Така, што количката. треба да направиш тука? Па плюс. Плюс. Ете така, одлично. Плюс. И сега што треба уште бананите како ќе ги направиме? Па колку банани има? 2 кеси, 2 кеси. 2 кеси. по 4 некаде. По 4. Јас така ве сватив, дека по 4 кила. Добро. Дека едно од И 4 еднакво, по 4. треба да откриеме колку килограми Недоменде влече во количката. Ајде да откриеме. Значи, Еве користење на загради. Ајде. значи сега за ова да го решиме, мораме на памет да ја знаеме таблицата множење, повторувам. Така? Така е, многу е битно. 3 по 5 е 15. 15. 15. 15 јаболка плюс 8. 2 по 4 8 е еднакво на Марија. 23. Така е. 23 овоше. Кага? Килограми овоше. Килограми. Па до мен да се опремил со овоше доволно за цел Па месец. време е на вируси. Време е, треба така е. да Недоменде да биде здрав, да го чуваме, нели? Така е. Марија, дали сакаш ти да решиш некоја задача? Наставнички имаме ли Ајде. задачи? Вака, за учениците имаме насока. Пробај да составиш неколку изрази со користење на загради како во примерите. Како овие примери што ги покажавме денеска, можеме ли да заклучиме нешто? Што заклучивме денес од денешниот час? Заклучивме дека комутативното својство се користи само во собирање и во множење. Така? И заклучивме дека се решава прво она што е во заградата и потоа го собираме, го множиме или го делиме со тоа што Со бројот што е пред или после заградата. Така, значи, овдека заградата е таа што има првенство на решавање. И заклучивме дека Дедоменде Има изнако 23 многу килограма. овоше. Многу овоше следниот час, сигурно ќе го прашаме. Така. Иако може да ни седи портокали и лимони, за внесе малку витамин С. Па да, ова е супер идеја и децата дома да пресметуваат, не знам. Точно така. Може да се Колку состават различни производи има во една кеса, и односно колку идентични па да ги множат потоа. Точно така. Нели рековме уште на почетокот дека математиката и создавање на задачи е од се тоа на што го имаме низ дома. Да. Така. Е така, за еден колку ќе треба овоше да се направат за еден смути, Да. така, или за еден овошен коктел, од што ги прави мама, па да речеме 3 портокали плюс толку во заграда по толку, 2 пати ако им го прават во денот и многу други варијации на овие задачи. Да. Одлично. Одлично. Благодариме. Дали имаме уште некој пример наставнички? Примери можеме да даваме Па за домашна задача. За домашна, Да така? видиме уште колку време имаме само до крајот Да. на часот. Може Рековме да дека дадеме домашна задача. да си Да. решаваат, да си составуваат вакви интересни текстуални задачи. Јас ќе извршам таблата за следниот час, ќе се подготвам, бидејќи сум Одлично. дежурен денеска. Добро. Ејте, ние дадавме како примери децата што би можеле, од каде би можеле да се инспирираат за своите домови. Точно така. Ете така, јас Одлично. извршив таблата, сега ќе се дезинфицираме. Да се дезинфицираме. Одлично. Благодарам, Лука. Ете така. Јас Мал предлагам джингл. да одиме со джингл и потоа да продолжиме со Така е. следниот час математика.